Надојдената вода од Кочанска река која ги поплави селата Облешево, Спанчево, Чешиново и Чифлик полека се повлекува. Но она што во моментот е најпотребно за местното население е питка вода за пиење. Поради тоа што во селата нема водовод и жителите се снабдуваат од бушотини, постои сериозна опасност водата да биде контаминирана, алармира првиот човек на општината Јорданчо Костадинов. Дополнително, потребна е механизација за да се расчистат речните корита. По целосно повлекување на водата ќе започне процес на дезинфекција, а веќе од утре жителите ќе може да ги пријавуваат и настанатите штети. Веќе од понеделник очекуваме да биде формирана таа комисија во координација со централната власт. Ќе ги направиме тие првични сондажи на оштетувањата кои што ги имат зафатено нашите граѓани и ќе дадеме информација за тоа каде ќе треба да се обратат и да ги пријават штетите. Дождовите, но и поплавата сериозно ги погоди земјоделците во Чешиново, Облешево. Според првичните проценки, околу 30% од оризовите површини останаа неожнеани. Штетите се големи и кај житните култури. Катастрофа не е голема. 3 хектари ориз, па 70% ни ожнан, 30% ни стоа уште унивот. Колку е тоа штета во пари? Па точно не можам да ви кажам, ама голема е штетата. Тие веќе не може ни да се жнеат, тие нема да се бидат ни за човечка храна, ни веќе не може да бидат за никаква исхрана, бидејќи и тие се под вода, таму комбањите, машините не може да влезат. Не е само оризот, имаме постојано житарици. Ова кога видите се по линија што се постојани под житарица, јачмен, пшеница и тие веќе не можат да се користат. Тие дадено е се што требаше само да има односно жетва, сега и тие веќе нема да бидат за жетва, така да. Земјоделците посочуваат дека покрај обилните врнежи причина за поплавите се неисчистените вади и канали, што не ја пропуштиле надојдената вода. Велат дека ова не е прв пат да се соочат со вакви последици и затоа е потребно системско решение. Според нив, со навремено чистење и одржување може да се спречи голем дел од штетите кои денес ги бројат.